Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов неодамна соопшти дека нема да ја повлече одлуката за општа аболиција, бидејќи таа била најдобар начин да се излезе од политичката криза, при што ги повика сите кои сметаат дека им е нанесена штета со аболицијата, да поднесат писмено барање до службата кај него и со правната служба ќе ги повлече аболициите за нив. За оние кои нема да поднесат барање, аболицијата ќе остане. Секоја политичка партија чии функционери се најдоа на листата на аболирани, поединечно испрати писмо до председателот со барање да ја повика својата одлука од 12 април за прекин на кривичните постапки поврзани со незаконското прислушување. Писмо до шефот на државата испратија од ВМРО ДПМН, СДСМ и ДУИ. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски согласи на повикот на председателот Ѓорѓе Иванов, односно поднел барање за поништување на одлуките за прекин на кривичните постапки. Барањето се однесува на секоја поединечна одлука која беше објавена во службен весник и која се однесува на Никола Груевски. И лидерот на СДСМ Зоран Заев му испрати писмо на Иванов, оценувајќи дека одлуките од 12 април се невиден преседан со кој, како што се наведува, најгрубо се прекршени уставот и законите. Барам да ги поништите вашите одлуки за помилување и да отворите пат за враќање на демократските процеси и за оживување на урнисаната правна држава, стои во писмото на Заев. Дуи со писмо до председателот Иванов побара повлекување на одлуката за аболиција. Во него стои Демократската унија за интеграција како потписничка на Скопскиот договор за излез од политичката криза. Ви се обраќа со барање да ја разгледате уште еднаш вашата одлука за аболиција и да искажете јасна политичка определба за повлекување или поништување на истата. Писма со барање за повлекување на аболицијата испратија и Трајко Велјановски, Сашо Мијалков, Бранко Црвенковски, обвинителите од специјалното јавно обвинителство.